По трагедијата во Кучани нема веќе настапи на диво и нелегално работење на локалите и дискотеките во Македонија и малолетници до ниедно време на улица. За 10 дена полицијата на двајца пејачи од регионот им ги прекина концертите и ги приведе во акциска контрола, откако утврди дека немаат работни дозволи. Фолк звездите од регионот Аца Лукас и Джейла Рамовик заработија прекршочни пријави поради тоа што не обезбедиле соодветни дозволи, а еден од локалите не ги исполнувал условите за капацитетот на публиката. Джейла Рамовик е приведена во Кичево заедно со нејзиниот бенд, откако полицијата открила дека настапувале без работна дозвола. Инцидентот се случил викендов. Во објектот биле затекнати пејачката Джейла Рамовик и нејзиниот бенд КДЖ, ЕП, ФЈ и ИК, сите државјани на Босна и Херцеговина. Групата работела без обезбедена работна дозвола, што представува прекршок според законот за странци. Случајот е пријавен до Основниот суд во Кичево, а против уметниците е поднесена прекршочна пријава. Полицијата вршила контроли не само во Кичево, туку и во Свети Николе. Полицајци од Штип, заедно со инспектори од Дирекција за заштита и спасување, Државен пазарен инспекторат, УЈП, Државен трудов инспекторат и Центар за социјални работи, влегле во угостителски објекти по полноќ затекнале 14 пијани малолетници. Пријави ќе има и за газдата на локалот, бидејќи инспекторите утврдиле и други нерегуларности. Инаку полицијата и надлежните вршат засилени контроли не само за време на концертите во клубовите, преполни со илјадници млади луѓе. Државниот пазарен инспекторат најавува засилени инспекции во угостителските објекти за време на предновогодишните забави, вообичаено кога кафулињата се преполни. Ке се проверува дали угостителите ги исполнуваат критериумите за заштита на гостите и ке се казнуваат сопствениците ако работат со нерегуларности. Оттаму апелираат угостителите да внимаваат, во спротивно ке бидат казнети. Апелираме до угостителите да постапуваат совесно и да ги почитуваат законските одредби кои се однесуваат на нивното работење, особено во делот на дозволениот број на гости, работното време, законот за заштита од пушење и сите други одредби. Државниот пазарен инспекторат соодветно ќе реагира за непочитување на законските обврски и ќе превземе мерки и санкции согласно законите. Оваа година новогодишната еуфорија и предновогодишните забави очигледно дека ќе поминат под будното око на надлежните, што треба да обезбеди поголема заштита, но и ред во работењето на локалите.